Неполна година, пред неполна година ние се сретнавме и направивме мега интервју со вас, па да видиме сега што е сменето од тогаш, што не е сменето, што е додадено, што не е додадено. Да ни кажете која е вашата оценка за политичките состојби и процеси по предвремените парламентарни избори што се случија во време на пандемија сега летова? Генерално сите ги анализираат изборите од свој аспект. Многу е поубаво кога не си директен учесник на изборите да зборуваш за нив. А бидејќи јас бев и нашиот тим, целата екипа Македонски концепт, директни учесници на изборите, што и да каже човек се разбира дека е пристрасно или се окажуваме во наш интерес. Сега најважно постизборно е она што е главна цел за нашата земја, за Македонија, тоа е интеграцијата во ЕУ. И сите анализи или сите идни активности ги усмеруваме, ги насочуваме токму кон таа цел. Сега сме дел од НАТО, треба да бидеме полноправен дел од полноправна членка во ЕУ, дел од ЕУ. И тука гледам и многу пријатели на тој пат, и домашни и надворешни фактори кои помагаат во таа насока, но исто така и многу противници или политики кои не одат во полза на таа цел, и внатрешни и надворешни. Оние кои се внатрешно најпроблематични, тоа е појавата на еден неразумен нов етнонационализам, кој го манифестираат пред се ДУИ, и она што значи оне надпревар, чуден надпревар помеѓу, условно кажано, албанските или лидерите на македонските албанци или на политичките партии кои носат етнички презнак во земјата, кои се направуваат кој поголема националистичка порака да испрати и со тоа да добие гласови кај етничките албанци. Особено епохалната глупост на промоција на директна дискриминација по етничка основа. Тоа е делење на пари од буџетот на Републиката по етничка основа. Или наметнување на приватниот сектор кој јазик ќе го користи во својата компанија или не. И тоа е еден дел политики кои одат спротивно, и владини политики кои се спротивни на европската агенда. Тука секако не сме да заостане опозицијата, која како да си пука во глава постојано и работи против себе. И тука, за жал, и овие избори покажа дека многу тешко се доаѓа до една разумна европска опозиција и изборниот резултат ја потврди ВМРО ДПМН како нужен и неопходен фактор во насока на промена во опозицијата. Кој сака или не сака, дали сакаме или не сакаме, никој не прашува, граѓаните изгласа на тој начин. Нас ни дадоа 1% од довербата која им не дадоа на ВМРО ДПМН, зборувам за листите, граѓанските листи кои настапиме под брендот Македонски концепт. И на тој начин сето она што значи антиевропски, соло можам да кажам и проруски, па и болшевички политики на ВМРО ДПМН се директно спротивни на она што значи европска интеграција на земјата. Во надворешните фактори ние добивме еден нов пријател, Грција, чиј национален интерес е да ја поддржува Македонија да влезе во ЕУ и да ја зачуваме македонската посебност на Балканот, особено македонскиот словенски ентитет како различен од другите балкански ентитети. Меѓутоа пак добивме старо нов, солно се веќе можам да кажам непријател за жал, а тоа е Република Бугарија, чиј договор за пријателство и добрососедство ние го поддржавме уште самиот ден кога се подпишуваше, јас го нарекувам Илинденски договор. И тој договор и сите оние случувања 2017-18 година беа благопријатни за европеизација на целиот Балкан, но не знам што се случи, односно знаам дека сериозни мафијашки структури во двете земји
и солно можам да кажам дека македонско-бугарските односи се заложник на интересите на мафијата, тие поттикнаа во Бугарија да се родат нови ветришта на недоверба и непријателство околу Македонија и го воскреснаа оној болшевизам или заборавен живковизам во Бугарија, а таа е она теза, нели, во времето бугарските болшевици викале македонците Македонија и било што постои од 41, сакајќи да ги амнестираат периодот на Втората светска војна, а сега прозападните или речем европски бугарски политичари се поместија само 4 години напред и викаа 45-та година, што е нонсенс, особено меморандумот кој е испратен до сите земји членки на ЕУ и до ЕУ на барање на Европската Унија, бидејќи Европската Унија добива заклучок на бугарскиот парламент, така наречена рамковна позиција, што за мене е едностран акт на раскинување на договорот за добрососедство. И бидејќи е толку неразбирлива таа позиција и буквално спротивност на она што е подпишано во договорот за добрососедство, Европската Унија побарава појаснување на истиот и доби уште повулгарен меморандум во кој се промовира фашизам на 21 век, со кој буквално се бара да не се користи терминот македонци, македонски, македонско, со кој буквално се бара да не се користи македонскиот јазик во Европската Унија на начин на кој го користат сите нации, сите држави кои влегоа во Европската Унија. Јас баш пред некој ден објавив дека тоа е фашизам од 21 век и тоа не врати во едни непријатни сеќавања на нашите односи и тоа е дополнителен фактор кој отежнува да исполниме нашата цел да станеме членка на Европската Унија. Да, фактички имаме пречка од сама членка на Европската Унија. Да, проблемот е сериозен. Да. Иако кај нас се подценува, иако некои аналитичари доставуваат до македонската влада намерно или намерно, нарачано или ненарачано, повеќе сметам дека е нарачано, а дека Бугарија не е во можност да не ограничи во тие наши аспирации, но мислам дека тоа е погрешно. Бугарија е членка на ЕУ и е во можност, особено што рамковната позиција оние ја донесоа со огромно парламентарно мнозинство. Само 4 пратеници не беа за, тројца воздржани и еден против, мислам. Значи, комплетното бугарско собрание, и социјалисти, и десница, и ултранационалисти, и либерали, и све она што значи конгломерат на бугарската политичка сцена, се изјаснија за таа рамковна позиција, со која де факто бугарскиот парламент си суспендираше собствената одлука на ратификување на македонско-бугарскиот договор. Само пред година или две подпишан, пред да донесат рамковната позиција. Денеска или вчера се донесе одлука во која Бугарија го промени именувањето на денот на сесловенските просветители Кирил и Методи во ден на бугарската писменост. И со тоа му се даде етнички презнак на она сесловенско просветителство, преродба, образование, особено на создавањето на кириличното писмо и со тоа Бугарија само влегува во еден круг кој самата Бугарија има донесено низ историјата во неколку национални катастрофи, поради кои они доживеа редица изгубени војни. Сега, со вчерашната одлука, Бугарија де факто им објави војна во наводници на сите словенски, така да се изразам, држави, со тоа што на сите, бидејќи сите ние влечеме ентитет, да речеме, по потекло словенски народи, влечеме идентитет од тоа просветителство, они им ставија етнички презнак и со тоа се навлекува непријатели од целиот словенски свет, не од Македонија. И тоа е апсолутно неразумна политика на бугарската држава и сето тоа во целина мене ме загрижува бидејќи ни стои на патот на нашите европски аспирации. Што и како би се променило сето тоа? Прво, граѓаните да разберат дека промена доаѓа само со гласање на избори,
а не со игнорирање или седење дома. Нискиот процент на излезеност на оние граѓани кои се свесни за состојбите или не се партиски војски, им даде можност да останат истите политички субјекти на политичката сцена со полна моќ, ја засили дуи со дополнителна моќ и дојдовме до проблем на првиот, значи директен проблем на овие избори е тоа што покажа дека ние живееме не во вистинска, туку во контролирана демократија. Тоа се виде на начинот на кој се објавуваа резултатите. Односно, времето имавме киднапирана држава, сега јас не сакаќа да наштетам на својата држава ради европските интеграции, викам контролирана демократија, но де факто е исто. Големите партии се договорија, го суспендираа системот и после 3 дена договорени резултати ги објавија резултатите онака како што им одговараа на нив. И тоа е директна, значи првиот дестабилизирачки фактор, етнонационализмот внатрешен, е директна последица на изборниот резултат. За жал во ВМРО ДПМН неразумноста во ВМРО ДПМН и несакањето да прифати одговорност на Мицковски, лидерот на партијата, за лошиот изборен резултат, зашто вие да не направите доволно добри резултати во услови кога лидерот на СДСМ Зоран Заев буквално не само бугарскиот договор него го промена името на државата и самиот Никола Груевски имаше уплав као ѓавол темјан од промена на името, се плашеше дека ќе изгуби власта и ќе изгуби се. А Заев тоа го направи, а Христијан Мицковски не успеа да го победи Заев на избори после толку проблеми претходните 2 години или 3 години од власта на СДСМ и ДУИ. И за жал, она што значи киднапирано ВМРО ДПМН од тој советски блок, со сериозна доза на бандити во таа структура, чии жртви сме и денес ние. Јас сум сега под специјален оган или под специјална војна, која заеднички ми организираат Мицковски со Каракачанов, лидерот на бугарското ВМРО. Секој дневно добивам нови и нови напади преку медиумите познати како куририте за македонската јавност, од Мермената палата, медиумите чија собственост се префрлена во Будимпешта, знаете зошто, нели, кој престојува таму, и Инфомакс, кој не знам по кој закон и по кој правило е медиум, и постојано се лиферуваат нови скандалозни или нарачани колумни на познати соработници со поранешните или се уште актуелни служби, и тоа се прави за да срушат кредибилноста на сите нас кои изборуваме дека е невозможно без промени во ВМРО ДПМН да се окрупни опозицијата за да се победи владата. Дали мислите дека во ВМРО внатре има некоја друга по-прогресивна или по-светла страна или сила да може видите, да ја ВМРО е огромен конгломерат. И тоа е партија која Груевски ја остави со 400 и нешто илјади гласови, а со 147 се извинувам илјади членови. Сега таа е падната на нешто под 50.000 членови. Значи, како доаѓа? На 30%. Но и тие 30% сигурно има квалитетни и добри луѓе кои може да донесат сериозни промени и да придонесат кон нормализирање на политичката сцена прво државата, да добие кредибилна и квалитетна критика кон владата. Дали имат силата? Па таа сила се доаѓа од граѓаните, ако се покаже разум. Во ваков неразум тешко. Веќе граѓаните тоа не го идентификуваат за разумно поведение на опозицијата. И она што значеше реформирање на ВМРО ДПМН, за жал, заврши само со промена на Никола Груевски, но не и со суштинско завршување на процесите. Сега веќе е касно за тоа и јас најдобронамерно, најискрено сугерирам на нов процес, а тоа е редефинирање на ВМРО ДПМН од едно движење кое е тотален неред во партијата, кој го остави нели Груевски, тоа е партијата ја суспендираше 2010 на Конгресот и објави дека станува таа партија движење. Сега тоа движење мора да се редефинира во една унија која ќе ги опфати во себе сите елементи. И прозападните напредни елементи во партијата, активисти,
и оние изгубени душички би ги нарекол русофили или болшевици, занесени од некаков си пансловенизам или некое си православно единство кое секојаш е погубно по нас македонците. Буквално е погубно. По животот е опасно за нас македонците. Тоа се покажа и со граѓанската војна во Грција, со граѓанската војна во Југославија и така натака. И една група на антиквизирани македонци, кои јас ги жалам, они се полни со негативна енергија, ги сретнувам на секаде низ град, ги сретнувам на фудбалски терен кај што тренира син ми, ги сретнувам во школа, кај што го носам детето, значи ги сретнувам на секаде и они се посебно се извојуваат од другите граѓани. Полни со негативна енергија, со пизма, со омраза. Тоа е кон сите нас околу нив. И тоа е останато наследство од греевизмот, за жал им штети на граѓаните кои го носат во себе тоа. Ама живи се постоечки членови на ВМРО ДПМН. И не можеме да ги игнорираме. Треба да им создадеме начин како ќе ги ослободиме од тоа злосно што направено врз нив. И сето тоа до кој момент ќе стигне и до каде ќе стигне со внатрешните работи во партијата е многу тешко, бидејќи Мицкоски не покажува ниту тронка разум, а надворешниот фактор и бугарскиот проблем ќе се реши само доколку се најде начин да се десува во бугарското општество внатре, зашто на некој начин сега они ја злоупотребуваат состојбата со Македонија за да ги покријат внатрешните проблеми со корупцијата и скандалите и оние жестоки антивладени протести. Не сакам да стане Македонија жртва и нашата европска перспектива на внатрешните случувања во Република Бугарија. Тие се три фактори кои мислам дека за денес се доволни. Вашата партија Македонски концепт. Тоа не е партија, тоа е граѓанско движење. Граѓани кои настапивме на избори. Добро е што започнавме со една символична бројка од околу 3000 гласа, без разлика дали не биле скратени толку и толку гласови. Јас викав доволно се и 3 гласови да имаме, но да бидат искрени и честни во она што го зборуваме. И мислам дека се повеќе се отвара простор за она што го зборувавме. Граѓанска држава со граѓанска нација, односно држава на сите граѓани, во која приоритет број 1, до сега зборував, ќе биде интеграцијата во ЕУ. И вашата партија има некаков предзнак, значи Македонски концепт, да, тоа не е етнички, туку граѓански. Тоа е граѓански идентитет и ние кога зборуваме за Македонија на македонците, зборуваме токму за тоа. Македонци сме сите ние во Македонија, македонски државјани. А по етничка припадност тоа е приватна работа и може секој да се изјасни како што сака. Вклучително партија има и од други. Не, нека нас има од сите етнички. Не имавме кандидати, албанци, турци, власи, роми, ние имавме и македонски бугари кандидати за пратеници. Значи едноставно ние разликуваме само граѓани, односно не разликуваме, него се идентификуваме како граѓани на државата, онај индивидуален пристап република граѓанин, а се друго е приватен идентитет, етнички, вероисповест, партиска припадност, така натака. Како се ширили движењето? Дали имате новични? Веќе сме во фаза на подготовка на едно изненадување доколку се случи за недела 2. Веќе ветуваме дека ќе можеби ке вас ексклузивно можеме да го објавиме, доколку успееме да дојдеме до едно посериозно окрупнување на понудата на опозиционата страна од политичката сцена во земјата. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.